ова е еден многу важен момент за Универзитетот Гоце Делчев во Штип и секако за медицинскиот факултет како составен дел на универзитетот. Тоа е прв конгрес на студентите по општа медицина, значајна настана во делот на афирмациите на она што го работат студентите во текот на нивното студирање, значајна настана во поглед на нивната соработка со други универзитети во други медицински факултети во поблиско окружување подалеку и секој случај представување на она што го знаат и што го стекнале до сега во текот на едукацијата на овој наш значаен факултет кој располага со исклучителни можности за студирање и мислам дека е добра прилика да студентите видат што се работи на овој факултет, што е тоа што се продуцира на овој факултет, какви знаења се продуцираат и каква диплома која се верификува секаде во светот. Благодарам. Денеска имаме можност да присуствуваме на првиот интернационален конгрес на студентите од општа медицина, кој што е во организација на студентската организација на Факултетот за медицински науки. Она што можам да го кажам е дека ова што го гледам денеска е целосната автономија на студентите. Самите ги организираа сите настани, самите ги осмислија, влегоа не само да организираат еден конгрес, туку влегоа во ситуација да покажат општествена одговорност во Штип со сите своји акции кои што ги спроведуваат овие 4 дена, со мерење на шеќер во крвта, со мерење на притисок, покажаа дека се мотивирани, дека се амбициозни, дека имаат знаење и дека сакаат да помогнат. Едноставно, ова е автономијата што ние ја замислуваме, дајте го управувањето во рацете на студентите, да видите дека има огромно знаење во нив, има потенцијал во кој што треба да се вложи и кој што треба да се искористи. Многу често она што го гледаме, досега барем се само декларативни заложби на некои од повисоки функции кои што цело време кажуваат дека имаат недостаток од доктори, дека ни бегаат нашите, меѓутоа во реалноста реално многу малку се грижат за нивниот потенцијал да излезе на површина и да го добијат местото што го заслужуваат. Ова е една единствена прилика да видите сите вие и сите ние во каква насока се одвива и науката и наставата на нашиот факултет кој што е најголем во Македонија. Значи, наша цел беше покрај образованието и знањата кои ги пренесуваме на студентите да ги натераме и да сами да се вклучат во истражување, да се вклучат во научно-истражувачката работа и мислам дека со успех, бидејќи веќе повеќе од 7-8 месеци се спремаат трудовите, имаме повеќе од 140 трудови, од кои 40 ќе бидат устни презентации и многу е важно што побаравме на организациониот одбор, побара да трудовите бидат од сопствени истражувања, да не бидат само од литература, иако и тоа е признато нели како наука, меѓутоа сакавме да ги внесеме во вистинското истражување, така да повеќето трудовите се, значи влезени се по оделенијата, по болниците, по епидемиолошките заводи и ќе ги видиме резултатите од тие истражувања. На конгресот се пријавени околу 109 учесници, од кои што 79 ќе заземат постер презентација и 39 ќе земат орална презентација. Исто така ќе имаме околу 400 пасивни слушатели кои што ќе може да ги слушат презентациите на оралните предавачи. Заклучокот од овој конгрес сакам да потенцирам голема благодарност до универзитетот, до ректоратот, до професорот доктор Рубин Гулаовски, до професорот раководител доктор Вело Марковски и се надевам дека сите абстракти ќе бидат објавени во абстрактна книга, односно книга со абстракти, која што книга со абстракти ќе биде објавена во репозиториум на Универзитетот Гоце Делчев. Акцијата протече извонредно, голем број на граѓани се јавија, се испитаа за 3 дена околу 1000 испитаници, се надеваме дека истата ќе продолжи и утре со ист интензитет и се надеваме дека граѓаните ќе дојдат да ни ги посетат нашите пунктови.